Драги пријатели, заедно сме во уште една емисија на Печат. Овој пат ќе зборуваме за чајничето, за теснолинејката и железницата која што некогаш постоела во Охрид. Во 1919 година германски инженер доаѓа во Охрид, фасциниран од убавините на градот, но разочаран од лошата патна инфраструктура, предлага да се гради железница. Железницата се изградила и била пуштена во 1923 година. За овој период, кога функционирала железницата, се до незиното затварање во 1963 година, ќе ви ја донесеме преку приказните на госпогите Арсана Голабовска и Љубица Милеска. Во нивните сеќавања ќе се подсетиме на тоа време, а ќе подсетиме и она помлада генерација која што можеби не знае дека некогаш во Охрид имало железничка станица и железница која што функционирала и била една многу важна за жителите од Охрид, Дебрца, Копачкискиот крај на Кичево. Ве поканувам да ја проследиме денешната емисија и да дознаете повеќе колку била значајна железницата за овој крај. На почетокот од 20 век во Охрид била изградена железничка линија. Градот бил поврзан со теснолинејка и локомотива, наречена популарно чајниче. Малиот воз се обраќал од Охрид до Скопје, преку Дебрца, Копачка, Кичево, Гостивар и Тетово. Железницата значила живот за жителите од Охридската околија. И по 5 децении од нејзиното згаснување, живо е врежена во сеќавањето на повозрасните. За значењето на железницата ќе се подсетиме од кажувањата на Арсана Голабовска и Љубица Мицеска. Градбата на железницата била иницирана од германец инженер кој бил воодушевен од убавината на градот, ама разочаран од крајно лошата патна инфраструктура, раскажува Мицеска. Железничката линија почнала да се гради во 1919 година, а била завршена и пуштена во употреба во 1922 година, раскажува учителката во пензија Љубица Мицеска, ќерка на првиот железничар Сандре Нане и сопруга на железничарот Слободан. Прибрал работници, неколку, и побарал магаре. И тргнал со магарето по овај терен за Патерица, Свети Размо, така одел. И за да дојде до Кичево, сакал. И така човеков со работниците, со то магарето, кај од магарето тој мери, пише, пусте, прајат како од магарето и ти одет со то магарето. Еко дошле после на пресека горе, планина, високо. И рекол, не може голема железница да направиме, ами ќе направиме мала железница со 60 сантими пруга. Пругата да е 60 сантими. Железницата била изградена со сите нишани, со убава ниска станица, канцеларија, 2 чекални и ложилница посматрачница. Станицата со пропратните објекти била сместена на просторот околу сегашната дискотека Калео. Линијата поминувала по трасата на денешниот булевар Железничка, водела кон Подмолје и поминувала низ Дебрца. За чајничето си приспомнува и Арсена Голабовска, родена во Арбиново, а сега живее во Охрид. И таа со носталгија се сеќава на чајничето во 50-тите години од 20 век, иако имала само 6 години. Возот повеќе го нема, но Голабовска се уште живо се сеќава на нејзиното омилено превозно средство на кое нејзиниот татко Алексо работел како железничар. Вовчето по боја беше зелено, темно зелена боја. И така со пенџерчиња од двете страни кој што си беше. Прекрасно ни беше за нас. Прекрасно.
2 дрвени клупи натре, странично беа од крај в крај наредени, едно мало ќумбенце и си се ложеше по потреба према времето. Зимата, есента, што се викат, кога ќе требаше да се ложи. Само да замижам, искрено зборвам, цел свет нека ме слушаат, само да ги затворам очиве, јас ми е пред очи. Пред очи ми е. Толку што бев соживена. Толку што немам зборој да кажам поќе. Чајничето влечело 5 вагони и 5 класи. Теренот бил многу стрмен, посебно кај планинскиот превој пресека и се движал со 15 км на час. До Скопје се патувало цели 24 часа. Бавно одеше, стварно. Бавно одеше. Ама беше весело. Свиреше, идет возот. Треби да поручаме ако сме по нивието аргати и дојде 7 сата од возот свирит. Треби да се газдите ако биле аргати појдени, па газдите да им донесет ручек, поручек и така. По него го веселеше сето место. Сето место, сите села ги веселеше. Едни идеја возој, други одеја према Кичево, према Охрид, од Охрид шо идеја. И така постојано си имаше што се движеја возој. Љубица Мицеска била ќерка на првиот железничар, охриѓанецот Сандре Нане. Како и Арсана Голабовска, таа во спомените се навраќа на работата на железницата во Охрид. Кој направиле железницата и удрил барабанот во Варош. Тога и Варош бил место за живеење, таму бил народот појке и дошол барабанот од општина, бијал и деца трчале да слушнат што е работата. И тој читат и вели бараме луѓе на железница да се запосле. Никој не сакал да ојд. Никој не сакале да ојд. И мајка ми го молела татко ми. Аман оди, што ќе правиме инаку. Оди таму, запиши се. И видел, не видел, татко ми дошол тука и му кажал на тој шефот, сте барале за железница, железничари, ево јас сум дојден, ако можам да се примам на работа. И тој му рекол, добро, рекол, направи една молба и донеси ја овде и ќе решаваме. Возот во тоа време бил единствениот јавен превоз на сите жители од Охрид и Дебрца. Многу. Многу беше, многу и народот живееше со неја. Многу беше користена. Многу беше користена, бидејќи од дрва што се носеа товарните возови, дрва, стока, што се работеше од земјоделие, па на пазар некој динар да се земит, носеа, на пазар одеа. Деца школуваја, Дебрца има доста учени луѓе. Имат и доктори, имат и професори. Арбиново имат и амбасадор во Турција, што беше Трајан Петрески. Имат многу што се изучи. Арсена Голабовска имала можност да патува од Дебрца кон Охрид, но патувала и до други подалечни дестинации. Се сеќавам во Охрид најпоќе, од најпрвин, 6-7 години толку имав, и може и помалку имав, се сеќавам, и многу одушевена. Одсем со кола и со волој дома што сме работале, да се возиш, тоа беше нешто премија за сегашно време.
се сеќавам во Охрид, ама сега ми е многу изменето. Изменето ми е со новиот пат што се отвори од кај кланицата што беше таму то петљана што е и што се отвори навака ми е и со местото изменато нормално што е и веќе и населено и со куќи не постои веќе тука ништо. А иначе низ Влашка мала и право крај гробиштата беа блиску тука. Патот и веќе право на станицата железничка. Одевме. Возењето со чајничето било посебно доживување, а имало и правила кои патниците морале да ги почитуваат. Простум немаше стоење, само да се сели. Така беше. Само седнати на клупите да се. Просто немаше како во автобусиве што си застанувевме по средина да го полниме автобусот. Не. Тоа беше така. Тоа беше така. Не беше многу строго да си носиш кошничка. Сестра ми живееше во Извор Кически, службено по старата ми сестра. И си зедов една патка да си им однесам, сакав жива да си ја однесам. И си ја кладов во кошничка, па едно згора чаршавче со шиено на кошничката. Патката беше мирна, жива, значи направив прекршок. Не смеев. Жива стока, не смеев во возот. Ама толку така спастрена, исто под клупите место имаше. Лајна, така, такви случаи. Мислам дека луѓето си почитуваја и си ваѓаја карти и така не ми се случило, доста патував, не ми се случило да слезит човек или да го изградит или за негде на поблиска станица ќе слезит, па може би и што викаме и низ прсти гледа луѓето, не цепеја толку да е строго, беше убаво. Арсена Голабовска и по повеќе од 5 децении памети каде била една од станиците во Горна Дебрца во близина на Новосело. Станици каде што чајничето застанувало и земало патници имало и во Арбиново и Сливово. Во оваа станица имаше чекална, имаше простори што живееја како станари што живееја од службениците. Во првава тука врата, пенџера што е, беше канцеларија, имаше телефон, што немав невидено и слушнато телефони, тука има едни големи телефони, така интересни беа, кои ќе звонеше да се слушат далеко. И беа чкретничарите тука, што беа дежурни на возот. Што го пренасочуваја возот? Тој што идет од Охрид, тој што идет од Кичево, постојано беа на чкретницата. Што ги имаше појќе чкретници, трчат на една, трчат на друга, така да ги насочи, да не стане до судар. И тоа беше интересно. Овдека немат многу села, од Црвена вода што идеја од Новосело, па тука во чекалната возот. Беше и патнички воз, што беше за луѓе, имаше и товарен воз, така се користеше и така живееја. Си весела скоро, што се вама. Што беа за Ботун да слегуваат, беа полјаните што ги викавме, од Велме, од Средоречињата, од Белчишта, па се тие Ботун слегвеа на таа станица. Овдека е помалце и поиќе беше Арбинов, што имаше многу села.
како и повеќето деца нејзините врсници се воодушевувале на чајничето, а кога ќе застанело во близина на Арбиново да наполни вода и да наложи ќумур, љубовитно ги наблюдувале луѓето кои работеле на возот. Од Арбиново го паметам Зарко Кршковски, што беше на ложата, што го возеше. Беше Симјан, двајца. Од Сливово памтам човек, ми стои лик пред очи, ама името не ми текви сега. Така што беше, имаше и од појќе села. Што тие си имаја и своја смена, кој докаде ке ојт. Така, тие беа најмачни, искретничарите беа најмачни. Тие две професии, одговорност голема и така беа со ќумур да се ложи црни, нечисти црни луѓето, она се внесвело во организмот, се дишело кон на лицето, една педа црнила имаја. Тоа така беше животот. Голабовска живо се сеќава на сите луѓе од нејзиното родно Арбиново кои работеле на железницата, а ги имало многу. Ето почвиме, оваа куќа тука што е, од Цветко Мојсовски, што работеше на железницата. Другата до неја од одма што е, Анте се викаше Милиски, и тој работеше на железницата. Таа направо тамо што е куќа, што е право, и е продадена, ама беше од возачот Симјан, што се викаше. Презиме не му памтам нему. Оваа што е тука до нас, беше на железница, тројца браќа што беа, ама горе им се двете куќини. Овај се викаше Нове, во оваа куќа што беше. Од другава страна се викаше Крсте, тој работеше на возот. Многу куќи. Во таа куќа овде што е направо Славко работеше на возот. По ова уличе долу Трајан се викаше, Ристески Трајан, во Скопје што живеат сега моментално, што живеат фамилијата, мислам на синовите, на ќерките, на децата. Тие се веќе покојни. Тука куќа имаше. Тоа е тука позади ова куќа тамо. Темелко се викаше Ѓорески и тој работеше. Во оваа куќа направо овдека што е Лазор Танески и тој работеше. Што беа со чинои, што имаја одела, што им се даваше. Значи, предпоследно беа многу облечени. Во првите години кога било наназад, биле со своја лишта, волнени наши, така. После војната така се живеело. Се што се изработувало, то се носело. Шајаци дома се ткаеле, бечви, гуни, така оделе луѓето. Ама работеле. Храна носеле од дома во тагарче. Тагарче, може е за вас чудно, тоа е тагарче од кожа, од овца направено тагарче, склопци од дрва, направени, да се затвори копаенчиња, храната со ними. И то. И ова село, од Охрид до Кичево, било на пат. Во сеќавањето на Голабовска се спомените поврзани со работата и на нејзиниот татко на железницата.
Најмногу се сеќавам кога ќе го чекавме татко ми. Имаше варгонетка, плюс возоите што беа. Таа личеше на еден сплав, што беше соко... Постојано беше по линијата, што може да ја отстрануват работници што ја држе линијата. Менјаваја прагој, све, и го чекавме во снегој, кој ќе дојдеше, памтам добро многу, опчајнци што имаше на нозете, му исечевме. Мајка ми со нож исечеше за да се собујат. Фаќаја зими, фаќаја снегој големи. И така на тоа како дете очекуваш кога ќе дојди. Како мала сум била, ама памтам многу. Во чајничето се случували многу анегдоти, раскажува Голабовска. На враќање од Кичево, под Душогубица, тоа е повисоко, по целото врвеше, испадна класа, што се возевме. Излегвење од шината на една страна. А и тресит многу, ако тука се наоѓаш во него, многу тресит и стварно страшно, кој ќе погледнеш надолу, големи стрмоли. Патекава од возот беше тесна, некаде имаше брегој, ама некаде, секаде не. Кој ќе погледнеш удолу, стрмолите се гледаја. И така беше возбудливо, беше страшно, ама мене не ми беше страв, бидејќи пак татко ми, по сето зборвење дома што го зборвеше, дека се подигат. Се стават на кај што им беа колцата, се стават, се подкреват, си ја враќа на шината, си го враќа возот. Така, тоа е едино случка што ми се случи да ми испадне класа. Во возот на Арсена Голабовска и се случили најромантичниот момент од нејзиниот живот. Паднал предлог за брачна понуда. Таа случка се случи, си седна, го познавав од извидење. Си седна со една црна чоколада не завиткана, украсна, него како за кување сега чоколада, па нека и се смеет кој што ќе ме слушни. Тоа е вистина така, црна чоколада така. И седна до мене. Јас сакам нешто да ти предложам, да ти кажам. И уште да ти кажам дека те сакам, ама не го дорече, влезе кондуктерот од противната страна, тој избега. А јас немав намера за прифаќање, бидејќи не идеше во обзир. Само ова што се случи вистинското. Излезе и си скокна во ендекот таму, си замина. Тоа беше измеѓу Мешешта и Требеништа. Во тоа место беше. Така, после поработаја Арбиново на зградата, работеја струја местеја, вода местеја и така. Потраја неколку време тука. Се подгледувавме, па замина војска. Пред време имаше постар брат, тој требаше да ојде. И така во исто време двајцата заминаја војска. Кога се врати од војска, и ние се зедовме.
Голабовска не може да издвои во кое годишно време било поубаво да се патува со чајничето низ живописните планински предели. Пролета, летото и есента беше убаво. Секаде ќе гледав нешто беше за јадење. Кај што имало јаболка, кај што све што имало храна, вака што викаме, беше прекрасно беше секој пат. Во снегот беше ризично само за тие што работеја на возот. Зашто многу луѓе работеја и кој ќе дојдеше некоја неприлика, некаде снег ќе се затрпаше, па немаше бирање кој работите. Дали се од чиновниците, дали се од работниците пружни, сите во своја акција. Сите си помагаја за да патот да си го продолжат. Многу. Имаше, тамо веќе фаќат планина. Ето, од Арбиново нагоре низ планина ојд. И веќе немат поле што да сечит. Се до Зајас кој ќе слезите, иначе немат поле друго. Сето низ планина во така. Тоа беше возбудливо, беше убаво, беше корисно. Беше корисно. Цела копачка таму си одеја по тие станици, за Кичево што си одеја, па некои од Жилба си идели за Охрид. Беше убаво. И што имавме режиски книжки, бесплатно за Југославија еднушка имавме минимално што плаќавне, што работеја сите имаја, што работеја на пругата, на возот. И тоа беше преубаво. Имавме право и на шинобус да се возиме со истите карти. Скопје сум бидена, па во шинобус сум возена, сум префрлена во шинобусот со истата карта. Така, беше убаво. Арсена Голабовска и Љубица Мицевска со носталгија се присетуваат на бројни моменти од постоењето на возот. Во поранешното кралство Југославија, железничарите како свој ден го славеле 3 јуни, Свети Константин и Елена, кога се одржувал свечен верски ритуал. Подоцна по Втората светска војна, железницата го славела како свој ден 15 април. Во периодот на Втората светска војна, за време на бугарската окупација, возот не функционира, раскажува Мицевска. Во Бугарско немаше воз. Возот го зедоја од Подмолје, го однесоја за Струга, за Кичево. Овдека ние немавме воз. Бугарите ко беа. Се затвори возот и готово, немаше воз. Од Кичево после одел за нагоре, до Ѓорче Петров и за Струга. Струга не беше наша, беше од италијанците. Тогај италијанците го зедоја возот и го работеја Струга Подмолје, така работеле. Железницата била укината на почетокот од 60-тите години од 20 век, а немало жител кој не тагува по чајничето, велат со тага во гласот Мицевска и Голабовска. Кога се растуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Како Вовчето да ни се растури, многу убавни беше возот. И ние жалевме, да ти кажам. Многу жални беше и макани беше, зашто ни се растури возот. Ваков, таков, тој носеше луѓе, носеше роба, носеше. Кога се укина Вовчето, и се иселија селата. За до тогаш имаше и во Арбиново 70 куќи, имаше многу семејства што беа тука. А на школување многу деца имаја испратено, исто и од возот. Од возот, од средствата од возот што го зема, што работеа. Појќе од полој на селото беа што работеа на пругата на возот. Овдека близу одма е залепен магазинот, уште тој стои магазинот. Роба што носеја. Мислам само едно, не за шините, мислам за станиците. Требаше да останет како објекти. Ето и толку ми е радосно за во Ново село, што е останата и што е пообновена, луѓе живеат, значи така требаше да останет.
И тоа ќе беше еден жив доказ, и пак е жив доказ. Жив доказ, живи луѓе сме, сум растела, сево што го зборувам, дека е све вистина. Дека е све вистина, све доживеано. Новото време, изградбата на патиштата и појавата на современи патни средства ја згаснуваат работата на железницата. Македонски железници заради загуби во работата носи одлука железницата да се затвори. Со тага во гласот и Арсена и Љубица велат сите жалеа што се растури железницата. Денес само името на улицата Железничка наговестува дека на ова место некогаш Охрид пред 5 децении имал железница. Сега единствен нем сведок за тоа се остатоците од малиот железнички магазин во Охрид и малата попатна станица во Новосело.